Добра вечер Скопје, добра вечер Центар, добра вечер за Новомало. Да го искажам моето задоволство од вака големиот број собран овде во Новомало. Мислам дека и на поголеми митинзи не доаѓале волку луѓе. Тоа ни дава мотив да продолжиме понатака. Се сеќавам пред 4 години, тука овде бевме пред вас, само не овде, мислам дека беше кај базентот на подигнатиота платформа, кога ја побаравме вашата доверба за мене, за градоначалник на град Скопје и за господинот Владимир Тодорович, за градоначалник на општина Центар. Ви благодариме што ни ја дадовте таа доверба. Таа доверба за нас беше голема чест, воедно голема одговорност и голема обрска за сето она што го ветивме во нашите изборни програми да може да го остваривме. И работевме 4 години макотрпно, посветено, честно и отчетно. За сето она што го работевме, ги информиравме граѓаните на различни начини. Еден од тие беше и давањето на отчет секоја година и на крајот од мандатот отчет за сработеното во 4 години. Ова е отчетот за градот Скопје. Тука се сите проекти кои што се реализирани во градот Скопје за овие изминати 4 години. Тука има проекти кои што се реализирани за сите 10 општини во градот Скопје. Реализиран исто така најголем број на проекти во општина Центар. При тоа би сакал да им се заблагодарам на советниците на градот Скопје за поддршката која што ми ја дава како градоначалник, за да ја реализираме програмата и да имаме волкав голем број на проекти во нашиот отчет. Да се заблагодарам за сето она кој што го правеа во тие 4 години. Да се благодарам на господјата Ирена Мишева, досегашен председател на Советот на градот Скопје. Воедно, исто така господинот Владо Поповски, Ванчо Петрушевски, кои што сега се уште се актуелни советници во градот Скопје. Без нивната поддршка оваа програма не ќе беше реализирана. Меѓутоа, исто така и поддршката од градоначалникот на општина Центар, господинот Владимир Тодорович, и од Советот на општина Центар беа клучни во реализацијата на проектите на градот Скопје. Јас се сеќавам, кога требаше да го направиме првиот булевар во градот Скопје, тоа е булеварот Илинденска. Не решени ниту урбанистички, ниту имотно-правни и не знам како се друго. Сеќам кога дојде господинот Тодорович кај мене со неговиот раговител на урбанизам, кога почна да ги кажуваат сите препреки, се погледнавме јас и Владо и си велиме тешко ние дека ова можеби ќе го оствариме. Меѓутоа господинот Тодорович тогаш рече: ќе потпишам со двете раце било како, кога се реализира го овој проект. И секој останат проект ќе имаш поддршка од мене. Со таква поддршка мора да се реализира нешто. И благодарение на неговата решителност за поддршката за реализација, ние ги реализиравме овие проекти. Инаку можеше да биде обратното, да се бара влакно во јајцето што велат, само за да нешто не се реализира. Едно е кога имаш волја и желба да направиш нешто, друго е кога имаш волја и желба да обструираш нешто или да не направиш нешто. Има и такви случаи, меѓутоа ја не сакам таквите случаи да ги кажувам. Стално си кажуваме позитивни работи, заради тоа што граѓаните сакаат да слушнат што си направил, а не што не си направил, па да обвинуваш некој трет тоа зошто не си го направил. Во овој отчет има голем број на проекти кои што се токму од општина Центар. И многу луѓе кои што сакаат да критикуваат, велат: абе ти никаде не градиш, само во општина Центар градиш. Тоа не е точно. Градиме секаде. Меѓутоа, градиме највеќе во општина Центар и почнуваме од општина Центар. Заради тоа што сите доаѓаме во Центар, помалку или повеќе. Многу помалку доаѓаме во другите делови на градот Скопје. И ја правиме тука гужвата на Центар. Гужвата во Новомало, гужвата во Пролет, гужвата во Строгиот Центар, во Дебармало, и нормално дека тука сообраќајниците треба да гледаме да бидат најпроводни, најшироки, најбрзи. И токму затоа почнеме од општина Центар, што е сосем природно. Секој се почнува од Центарот. Значи, го реализиравме булеварот Илинденска. Вториот булевар, исто така во општина Центар, тој е булеварот Теодосиј Голуганов. Третиот булевар, булеварот Климент Охридски, исто така во општина Центар. Во општина Центар исто така ги реализиравме и околу 8 до 10 булевари
почнувајќи од булеварот Кузман Јосифовски Питу, булеварот Филип II Македонски, булеварот ВМРО, булеварот Даме Груев и многу други булевари кои се токму во општина Центар, кои што булевари значат сега, откако се реконструирани, побрз, побезбеден и побрз и побезбеден и поубав сообраќај на тие булевари. И веќе почнавме да заличуваме на вистинска метропола. Исто така ги реконструиравме фасадите во централното градско подрачје, на Пелистер, на Макпримат, на Фуфо, на Трент, ама ќе продолжиме и понатака, заради тоа што се покажа дека граѓаните на вистина сакаат нивниот центар да изгледа европски. И затоа, почитувани присутни, врз основа на тоа што досега е сработено, значи домаќински и многу, ја бараме вашата поддршка вечерва за уште еден мандат, за градоначалник на градот Скопје, за градоначалник на општина Центар, за советот на општина Центар, за советот на градот Скопје. Ја бараме вашата поддршка да продолжиме и понатака со реализација на проекти, на нови дела, кои што ќе значат подобра општина Центар, подобро Ново Мало, подобро Скопје. При тоа би сакал да ве повикам да гласате за носителот на листата на градот Скопје, за господинот Владимир Поповски, за човекот кој што ќе го предводи ја предводи советничката листа на градот Скопје. Ако ја гледате таа советничка листа, ќе видите дека таму луѓето не се случајни. Таму има и млади луѓе, ентузијасти, таму има и возрастни луѓе со многу искуство. Тука и господинот Михајло Маневски, поранешен министер за правда во владата на Република Македонија, кој е на советничката листа, господинот Саркањац, кој што не го споменав, исто така професор доктор, кој што е на нашата советничка листа. Тоа се луѓе кои што навистина доликува да бидат советници во градот Скопје, затоа што, кој што кажа господинот Владо Поповски, градот Скопје е еден мал парламент. Практично таму има 45 советници. Таму се решава судбината на градот Скопје. Едно е да се има програма, друго е да се има нејзина реализација. Од програмата до реализацијата потребни се одлуките на градот Скопје, на советот на градот Скопје, што практично ќе ни овозможи понатака да ги реализираме нашите идеи. Во новата програма на градот Скопје предвидени се проекти, предвидени се дела кои ќе значат подобро Скопје, кои што ќе значат продолжување на проектите кои што досега ги работевме. Јас ќе кажам само неколку од тие проекти, да не се задржувам многу. Тука во општина Центар и целосно во општина Центар ќе се реализира најголемиот проект кој што после земјотресот наваму е реализиран во градот Скопје. А тоа е подземната сообраќајница од владата на Република Македонија, покрај мостот Гоце Делчев, покрај Киот до комплексот на банки, тоест ќе излезе на булеварот Кузман Јосифовски Питу. Тој ќе чини некаде околу 40 до 45 милиони евра. Е убедливо нескапиот проект. Тоа е подземна сообраќајница која што ќе го реши сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. И веќе Центар нема да има таква гужва во сообраќајот. Со тоа што овде на раскрсницата Кочо-Рацин и Кузман Јосифовски Питу ќе има раскрсница на две нивоа со кружни токови, кај што ќе може тука да се влезе и да се излезе пред владата. А кај владата, пред мостот Гоце Делчев, исто така ќе има раскрсница на две нивоа со кружни текови. Тоа ќе биде навистина една модерна сообраќајница која што ќе привлече големо внимание на луѓето, меѓутоа ќе биде и многу ефикасна. Покрај неа предвидена е, веќе знаете, бевте информирани во средствата за јавно информирање, веќе е склучен договор за јавно-приватно партнерство за подземна сообраќајница позади Рамствор или дел од јужниот булевар, со тоа што приватниот партнер ќе направи подземната сообраќајница, а нагоре ние му дадовме да гради објекти кои што на него му се својствени, кои што смета дека ќе му бидат корисни, со тоа што на крајот овде од Кочо-Рацин, одејќи према Црниче и кај Нова Македонија, кај што треба да излегува јужниот булевар, ќе има две раскрсници на две нивоа, делимично со кружни токови, кои што ќе овозможат исто така растретувањето на сообраќајот. И третиот проект, кој што сакам да го споменам, а тоа е продолжувањето булеварско решение на булеварот Даме Груев или од Партизанска, кој ќе вртите десно гледајќи од Карпош према Центар, па до Палома Бјанка, позади неа
одење на пресекот со улица Македонија позади парламентот да дојде до градската болница. Со реализацијата на овие проекти ќе ни се овозможи, ќе се создадат услови да улицата која што иде од порта Македонија до Палома Бјанка да биде затворена и да биде претворена во пешачка зона, онака како што има во многу главни градови, онака како што му доликува на главниот град. Ете, тоа се нашите главни идеи, тоа се нашите главни проекти, има уште многу во оваа изборна програма која што е доставена до граѓаните на градот Скопје. Ние практично со оваа програма ја бараме вашата доверба. Можете да ја прочитате и да видите дека има проекти од сите области од секојдневното живење во градот Скопје. Проекти кои што се реални, проекти кои што се со рокови, проекти кои што навистина сметаме дека можат да се остварат. Меѓутоа ќе се остварат доколку ја имаме поддршката и за Советот на градот Скопје. Затоа ве повикувам на 24 март да ни ја дадете поддршката за градоначалник на градот Скопје, за мене лично, ако сте задоволни од досегашната работа и ако сметате дека понатака ова се добри проекти кои што сме ги предвиделе, да дадете поддршката исто така за господинот Владимир Тодорович. Ние двајцата сме со број 19 на избирачките места, на избирачките листи, а исто така да ни ја дадете довербата за советничките листи на градот Скопје, кај што е носител господинот Владо Поповски, подреден број 4, и исто така за носителот на советничката листа за господинот Томислав, кој што исто така е носител на советничка листа на општина Центар под број 4. Ви благодарам многу, да живее градот Скопје, да живее Ново Мало, да живее Република Македонија. Да сте живи и здрави.